Американската ковачница US Mint започна програма за производство на комеморативни монети кои ќе ја слават американската иновација. Според оваа програма, секоја сојузна држава може да предложи уникатна монета која ќе биде посветена на иновацијата или иноваторите од таа област. Гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусом, го номинирал Стив Џобс за новата калифорниска монета, како признание за неговиот значаен придонес во светот на технологијата и иновациите. Њусом нагласил дека Калифорнија е не само лулка на иновациите, туку и место каде што иновациите се користат за да се промени светот. Тој додал дека Стив Џобс ја отелотворува уникатноста на калифорниската иновација, бидејќи неговите производи како Apple и iPhone ја редефинираа технологијата и ја направија поинтуитивна и лесна за користење. Стив Џобс бил визионер кој не само што ги создаде познатите технолошки уреди, туку и ја започна новата ера на компјутерската анимација со приказна за играчките. Неговиот пристап кон иновациите се темели на истражување нови идеи и постојано поместување на границите на она што е возможно, што совршено се вклопува во духот на Калифорнија. По номинацијата, дизајнот на монетата ќе биде одобрен од федералната влада, а процесот на ковање на монетата ќе започне во 2026 година. Во Шпанија, истражувачите откриле два артефакти направени од железо кое потекнува од метеорити, а не од земјата. Овие предмети, дел од вилена блага, се стари над 3000 години и откриваат дека иберите користеле метеоритно железо. Анализата покажала дека железото има поголемо ниво на никел, што го потврдува неговото потекло од Вселената и открива напредни металушки техники на старите цивилизации. Истражувачите откриле дека една нараквица е шуплива, зарѓана полутопка, украсена со злато, не се направени од метал ископан од земјата, туку од железо што паднало од небото, од метеорити. Ова откритие, предводено од поранешниот раководител на конзервацијата во Националниот археолошки музеј на Шпанија, Салвадор Ровира Љоренс, беше објавено минатата година и сугерира дека металушките техники во Иберија пред повеќе од 3000 години биле далеку поразвиени отколку што се мислеше. Сокровиштето од Вилена, збирка од 66 претежно златни предмети, беше откриено во 1963 година во денешен Аликанте, Шпанија, и се смета за едно од најзначајните примери на бронзеновековно златарство во Иберија, па дури и во цела Европа. Но, одредувањето на точната старост на оваа колекција беше предизвик, главно поради два артефакти – мала, шуплива полутопка и нараквица слична на торк. И двата предмети имаат железен изглед, што укажува дека се направени од железо. Проблемот е во временската рамка. Во Иберија, железото од рудници почнало да се топи и да се користи дури околу 850 година пред нашата ера, што го означува почетокот на железното доба. Но, златните предмети во сокровиштето од Вилена се датирани меѓу 1500 и 1200 година пред нашата ера. Железото не потекнува само од рудниците на земјата. Во различни делови од светот постојат железни предмети од преджелезното доба, изработени од материјал добиен од метеорити. Најпознат пример е железниот кинџал на фараонот Тутанкамон, но откриени се и други бронзеновековни оружја направени од истиот редок материјал. Метеоритското железо може да се препознае по тоа што содржи значително повеќе никел отколку железото од земните руди.